Денеска е продолжување на оние состаноци кои што ги имавме претходно во Министерството, заедно со Винарска виза во Поврдарие, со Сдруженијето на лозари, градоначалниците од регионот и пратеници. Темите на разговор се повеќе. Едната од главните теми е исплатувањето на грозето од реколата 2016 од Поврдарие према лозарите, кој што треба до 15 јун да се случи како исплата и ветување од страна на Поврдарие. И втората тема што разговаравме е за ова годишната реколта за откуп на грозите винарските визби. Односно измени на законот и дополнување на законот за некаква си гаранција во делот на откупот на грозите. Тоа се така генералните теми кои што ги разговаравме денеска и после 15 јуни ќе имаме уште еден состанок од проширен состав за да ги утеначиме сите работи. Разговаравме и на оваа тема, значи генерално заземавме некој став, бидејќи бевме во комуникација и со винариите. Генерално оваа година има доста грозје, плодна година, дај Боже да остане така. Побарување ќе има доста. Тоа е битно, разговаравме и со винариите, продолжуваат состаноците исто. Една од точките на наредниот состанок кој што беше закажан за 14-ти, кој што ќе биде во Неготино заедно со лозарите, како што каже и градоначалникот на Кавадарци, е да се разговара пред се и околу цената и околу откупот на грозје. Според она што разговаравме, моментално треба да се утврди производната цена, врз основа на која ќе се гради и натаму ќе се утврдува цената за овогодишната реколта. Денеска разговаравме само за грозјето, меѓутоа можеме да го искористиме овој момент да кажеме дека оваа година за среќа имаме добра година за праските. Ни одговараат климатските услови, меѓутоа одговараат и условите на пазарот кои што се моментално. Цената на праската моментално е доста добра. Квалитетот исто така е добар и сега за сега се надевам дека и натаму ќе биде тоа така, нема да има проблем со откупот на праската. Сега за сега сме задоволни, па се надевам дека во иднина ќе биде се како што треба. Значи, најбитно не е за лозарите исплатата да биде фер и коректна, па и да се договориме понатаму и за цена, како ќе биде, што ќе биде. Значи, најбитно е да се плаќа со гаранции, значи банковски гаранции. Па сега за сега не беше спомната, али знаеме до каде е процедурата со нив. Предметот е заглавен во Врховен суд и така. Наше барење и застапување ќе биде за лозарите да ги застапуваме, Министерството со работните групи да предложи закон до парламентот, до собранието, во кој што ќе се вметне некаква гаранција. Во момент се разговара за два типа на гаранција. Едниот вид на гаранција е пред издавање на откупната лиценција за откуп на грозје да се провери бонитетот и кредитетот на фирмата, односно на истата ликвидност. Дали воопшто фирмата е ликвидна, со потврда од Централен регистар, доколку фирмата е ликвидна да се издаде банкова, односно меница. Меницата кажува дека наредните 6 месеци таа фирма ќе има ликвидност да го плати тоа што го откупи. Во случај кога имаме фирма која што не е ликвидна, во тој случај ќе мора да се обезбеди дополнителни средства да обезбеди банкова гаранција. Тоа значи дека ќе бидат два новитети кои ќе треба да ги вметнат во закон. Дали ќе успееме во таа работа? Не сум сигурен, меѓутоа ние ќе го застапуваме до крај да можеме да на некој начин ги заштитиме лозарите за плаќање.